Почитувани пријатели, добро вечер. Добро дојдовте на каналот Доверливо со Насер Селмани. Вечерва ни гостува Џабир Дерала, мој драг колега, новинар, граѓански активист. Џабир, добро вечер. Добро вечер. Благодарам што прифати разговор за... Тоа е, се подразбира, нема зашто да. Џабир, на почеток би сакал да те прашам, последно време во парламентот се актуализира прашањето за реформата на изборното законодавство и пак партиите, власта и опозиција одат, што се вика, на џон. Има време 2 години да тоа прашање да го испеглат. Зошто 5 до 12? Зошто 1 месец пред јуни, кога Македонија треба да рапортира што има сработено од реформската агенда? Добро, има тука нели и политички и легислативни аспекти на ова прашање. Во подготвителниот период, кога се прават некакви предлози за измени во изборниот законник, тука работат граѓанските организации, релевантни институции и така натаму. Ќе кажам која беше последната релевантна според мене. И тие потоа, кога ќе подготват тој документ, го даваат на политичките партии да решаваат. Тогаш политичките партии чекаат многу долго време. Како што, впрочем, и ти идентификуваш во воведот. Зошто не сака да влезат до тие? Затоа што се работи за ценкање. Обичен политички пазар е во прашање. И потоа во последен момент прифаќаат само еден мал дел. Да се вратиме малку само во 2023 година, кога последната вистински релевантна работна група за измени во изборниот законник беше собрана со голем број членови, изработивме еден документ кој беше повеќе од 70 страници, ако не се лажам. Таму имаше прецизно наведени законски решенија со законски формулации како треба да изгледа во членот, имплементиран во членот. И сите препораки беа во хармонија со долгогодишните препораки на ОПСЕ ОДИХР на оваа земја. Буквално сите владини гарнитури имаат добиено по некаков документ кој само се надоградувал од ОПСЕ и ОДИХР за да се спроведе тоа. Многу мал дел од тоа е спроведено. Значи, наназад со години зборувам. Видов дека имат направено 42 измени на изборниот законник, а никако да ги вградат препораките. Изборниот законник е донесе 2005 или 2006 година, ми се чини, после, и од тогаш се менувал некаде 35 до 37 пати. Што е една страшна ситуација со еден законник, толку пати да го промените, тоа на ништо не лечи. Ама не ги вградувате препораките на ОПСЕ. Тие измени се правени адхок со делумно спроведување на препораките на ОПСЕ ОДИХР. И тука од тој материјал од 70 страници, дали 2 или 3 препораки беа усвоени 2023 година во пресред на изборниот процес во 2024. Или пак тоа беше 2023 година, ми се чини, беше работната група и парламентот усвои 2 или 3 измени кои ги предлагаше работната група. Огромен дел од препораките на ОПСЕ ОДИХР не се преземени. Тие се обработени во работната група, меѓутоа не се усвоени од политичките актери кои се единствените кои тоа може да го направат. Џабир, како го читаш овој отпор? Не сакат партиите фери демократски избори? Секако дека има разлика меѓу партиите кои некои всушност бараат и очекуваат фери демократски и слободни избори и од тоа можат да се надеваат дека ќе имаат повеќе застапеност во парламентот, меѓутоа некои не го сакаат тоа. Едноставно тие зависат токму од нерегуларностите колку гласови ќе добијат. Кои се тие некои? Ако го погледнеме
ако ја погледнеме политичката мапа во земјата, во парламентот, ќе може секој од нас да излече заклучок. Ја не би сакал да преземам овластување, да кажам кои се тие политички партии, бидејќи во некој нареден момент ќе треба да се акредитирам за наблюдувач на изборите. Заради тоа не би сакал да споменам име на партија овде. Меѓутоа, ако ја погледнете политичката мапа, знаеме и во минатото, и во поделечното, и во непосредното минато, кои политички партии зависат од тоа колку ќе успеат да ги искорумпираат медиумите, колку ќе успеат да ги купат гласовите и колку ќе успеат да се пазарат со олигарсите во земјата за да можат да дојдат на власт. И колку од нив се во синхронизација со кремљовските и со белградските политички наративи и со будимпештанските. До неодамна сега ќе видиме што ќе направи господинот Маѓар. Пред да влеземе еден по еден да ги разглабаме приоритетните или битните препораки на ОПСЕ, сакам едно, пошто имате искуство во следење на избори. Како вие го објаснувате последните, 5-6 или повеќе избори во Македонија? ОПСЕ, општата оценка на ОПСЕ е дека сме имале конкурентни избори. Ама никако да ни речат дека изборите ни биле фер и демократски. Што значи, можете, ја не разбирам, што значат конкурентни избори? Да, мислам дека го имавме тоа во некои од нашите извештаи, каде што ги коментиравме другите извештаи од меѓународни мисии. И впрочем, и ние во организацијата го забележавме тој вокабулар. Знаете, ОДИХР е организација меѓународна во која свое место има и нашата земја, доаѓаат на покана на нашата земја, тие се дел од еден поширок конгломерат кој е поврзан со ОПСЕ и така натаму. И тоа е организација која вам нема баш најдиректно да ви каже се. Меѓутоа, многу бравурозно е тоа, како ја забележуваш тоа отсуство на квалификација слободни, фер, демократски и така натаму, законити и така натаму, затоа што во дипломатијата некојаш и тоа што не е кажано кажува многу. И токму тоа што ги нема тие оценки дека е слободно, фер, демократски, законито и така натаму, токму тоа е одлика на изборните процеси во земјава. Северна Македонија не може да се пофали со слободни, фер, демократски и законити изборни процеси заради тоа што има огромен број системски недостатоци кои од изборниот процес прават само една театарска фарса. Од изборниот процес прават една формална дешавка која е многу скапа, by the way, ја плаќаат граѓанките и граѓаните на Северна Македонија. Меѓутоа добиваат однапред веќе познати позиции кои се избоксувани, што се вели, во предходниот предизборниот период. И ги наведов преска исто и кои се факторите кои впрочем влијаат најмногу. Тоа се корупцијата, политичката корупција, медиумската корупција, тоа се олигарсите кои ги притискаат во своите интересни зони, ги притискаат гласачкото тело. Изборниот подкуп е најмала работа, а е многу сериозен прекршок. Имаме многу силно превод купување гласови. Многу силно, имаме многу силно влијание кое институциите едноставно го пропуштаат. Нема врата. Вратата е откорната од шарки и е фрлена во река. Затоа што отворени се портите за руско и влијание, односно влијание кое оди по Москвата, по оската Москва, Будимпешта, Белград. Уште една забелешка. Раководството, актуелното раководство на Северна Македонија, од председателот, премиерот, министрите, ама секој ден ние повторуваат таа риторика. Сакаме да бидеме
вреднувани по копенашки критериуми. Па основен критериум по копенашки е фери демократски избори. Вие немате фери демократски избори. Работата е во тоа што македонските институции не успеаја, ниту пак политичките партии во парламентот не успеаја да најдат време, начин, знаење, разбирање и волја, пред се политичка волја, да ги спроведат сите препораки од ОПСЕ ОДИХР, можам да кажам дека наназад со години, да не кажам 20 години, можеби неполни 20 години, граѓанската асоциација Мост пред се, меѓутоа и Цивил од 2008 година наваму, се организациите кои имаат boots on the ground, кои имаат луѓе на терен, кои во живо ги фаќаа сите нерегуларности, извлекоа од тоа огромни поуки и направија голем број препораки. Препораките се споделени со ОПСЕ ОДИХР, дел од тие препораки што они на оваа држава ги даваат се прочитани од нас. Сакам една по една, Џабир. Работата е во тоа што едноставно мора да знаеме дека нашите, твојата публика, нашите сограѓанки и сограѓани, мора да знаат дека политичките елити во земјава не сакаат да имаат како што треба добар, синхронизиран со европските и демократските стандарди изборен закон. Сакам да одиме, предлагам да одиме еден по еден од оние приоритетни препораки на ОПСЕ, кои што за обичните граѓани има такви формулации кои што ќе побарам од тебе да ни помогнете да ни ги разјасните. Например, вика сеопфатно ревидирано законодавство за да се отстранат недоследностите, нејасните одредби и правните празнини. Кои се тие недоследности, празнини и нејасни формулации? Првата ставка за доследноста, односно за синхронизацијата. Знаете, во изборниот законник имате вие законски решенија кои немаат врска со останатиот дел од легислативата. Односно, некои од нив се во судир. Или пак, изборниот законник некојаш се повикува на некоја законска рамка или законска мерка во друг закон, меѓутоа недоволно е тоа објаснето во самиот член на законот или во духот на законот. И едноставно имате ситуација не реферираат јасно за кој член. Не реферираат. Или пак една наша колешка која беше своевремено заменик председателка на Државната изборна комисија на Хрватска, господја Саша Јозич Илековиќ, која ни помогна во 2015 година, ми се чини, да направиме компаративна анализа на хрватското изборно законодавство со македонското изборно законодавство, кој тогаш предвид само козметички измени, така што зборуваме горе-доле за истиот закон. Ние тогаш заеднички дојдовме до еден заклучок, дојдовме до многу заклучоци, меѓутоа еден ќе го кажам сега за тоа што има врска со прашањето. Нашиот изборен законник во многу нешта личи, ако да не кажам малку е подпредпишен, од хрватскиот изборен законник. И многу интересно нашите заклучоци упатуваат на тоа дека иако големи делови се преземени од хрватскиот изборен законник, одеднаш во тој препис мистериозно исчезнуваат законските мерки за санкција за одредено действие, односно прекршување на изборните стандарди. Така што вие имате дефиниција во законот за тоа дека не смее ова, не смее тоа, меѓутоа после тоа немате став во кој ако го правите тоа, во голем дел да, меѓутоа во еден дел не. Или пак во делот на санкции тоа е многу нејасно. Може да се толкува вака или онака. Тоа е таа препорака на ОПСЕ ОДИХР. Значи закон, односно законник кој може да се толкува вака и онака и кој дава широка платформа за секој да се однесува како што сака и да може да се излече од одговорност. А втората забелешка повеќе се однесува на неефикасното постапување на институциите, отколку што
се работи за некоја конкретна забелешка како тоа да се поправи. Вика институциите да ги следат, идентификуваат и истражат изборните нерегуларности при како што се купување гласови, притисок врз гласачите и злоупотреба на административни ресурси. Што ќе предложите? Според законот, Џабир, извини. Што измена на закон вие можете да направите за да правите институциите да ви работат? Пошто очигледно не ви работат. Одлично прашање. Всушност тука е коренот, сакав да отидам во детаљ кој всушност не е толку релевантен колку оваа констатација. Вие имате институции кои не функционираат, кои се на хартија, кои имаат огромен број вработени, кои имаат огромни буџети, меѓутоа не функционираат во клучни моменти. Ние имаме процедура и според изборниот законник таа процедура не е доволно јасна. Дури и да има институции кои сакаат да го направат тоа што е потребно, тие нема да го направат заради тоа што законската рамка е недоследна, добро кажува Опсе Одихара. Недоследна е. Вие не можете всушност процедурите кои се поставени се недоволно јасни или пак даваат простор за интерпретација онака како што ќе му текна некому кој се наоѓа на место каде што може да изврши влијание, односно да донесе одлука така како што му одговара на еден актер, а не му одговара на друг. И тука имаме проблем што ние исто така изборниот законник ние инсистираме одавна со години наназад, дека изборниот законник треба да се фрли в канта и треба да се направи нов. Не мислиш да се појасни овој дел? Значи, луѓето вработени во институциите, кога треба да ги следат овие коруптивни однесувања на учесниците на изборите, не делуваат за тоа што се незаштитени, за тоа што со вакво законодавство ризикуваат уствари на крај тие да бидат виновни дека неправилно или неправедно некого осомничиле за нешто. Да, не мислев на тоа, меѓутоа тоа е исто така добар аспект и сигурен сум дека е и тоа случај. Меѓутоа исто така случај е заради тоа што самото законодавство не е доволно јасно, самиот изборен законник не е доволно синхронизиран со другите релевантни законски решенија кои се однесуваат на однесувањето на политичките партии во време на изборни процеси и едноставно изборниот законник е толку пати менуван, меѓутоа само со козметички, помали или поголеми измени кои само ја нарушија внатрешната кохезија на законската рамка. Исто така друга забелешка е дека Опсе бара рамноправни услови за кампања на сите учесници, пред се мисли на ревидирање на начинот на распределба на средствата за политичко рекламирање во медиумите. Мене ова дилема ми е каква транспарентност. Ние трошиме јавни пари на граѓаните за политичка пропаганда. Во најголем дел од земјите на Европската Унија е забранета политичка пропаганда со приватни пари во радиодифузни медиуми. А ние со јавни пари финансираме медиумска пропаганда на партиите. Значи, од моментот кога беше воведено државното спонзорирање, државното финансирање на политичките кампањи во медиумите, ние имавме голем проблем со тоа како организација. Мислам, ние немавме проблем со тоа, него Македонија има проблем со тоа. Дека земјата има сериозен проблем со тоа и ние тоа уште во самиот почеток го нарековме озаконување на медиумската на корупцијата на медиумите. Имате политичка корупција во медиумите која е озаконета по закон. Значи никој нема да биде гонет заради тоа што системот ги корумпира медиумите. Ние се обидовме да дадеме неколку решенија и дури и во оваа многу успешна работна група која ја водеше господин Новаковски, сепак бевме немаше гласање, меѓутоа нашите предлози не беа прифатени пред се од медиумските регулаторни тела и од зборите за Агенцијата за медиуми. Да, и од новинарските здруженија не беа расположени да ги слушнат аргументите зошто тоа е... Чекайте, Да, точно така. Да, на тие мислам. Тие не беа расположени... Едно време медиумските новинарските организации се бореа
да не се дозволат јавни пари во приватни медиуми. Да, Или сега меѓувреме ова е смене политичко финансирање на изборни кампањи и од тука сите ќеруваат, па дури беа и многу жестоко против дозволување на тоа средства, дел од тие средства да одат и во социјални мрежи и така натаму, за да останат што е можно повеќе пари во медиумите, што може да е и легит, не е битно. Меѓутоа, имаме една ситуација во која што озаконета е политичката корупција на Со поддршка на новинарската заедница. Со апсолутна поддршка и односно со Амин од АВМУ и од новинарската заедница, некои ентитети беа многу во голема поддршка. Разговаравме за тоа, ни кажаа дека имаме резон за тоа. Зошто е тоа важно? Заради тоа што прво државната изборна комисија нема ни искуство ни капацитет да ги раководи тие пари. Многу едноставно е. Кој е тој главен уредник што ќе критикува партија или партии кој што знае дека на секој избори ќе добие илјадници евра од медиумска пропаганда? Тука е корупцијата. Значи, со овие пари се умртвува критиката во медиумите. А ако медиумите не критикуваат, тогаш зошто би постојале? Се поларизира. Тие што ќе добијат пари од едните ќе ги фаворизираат тие другите ќе ги фаворизираат другите и така натаму. А за граѓаните? За граѓаните ништо. За граѓаните има нешто за граѓаните, треба да платат. Ти усари не треба да доведат, треба само да платат сметката на крај. Да, потоа фино како попчиња си отидат да се гласаат. Вие предложивте да се укине. Ние предложивме да се укине или ако веќе не може да се укине, тогаш да се ревидира многу по-сериозно тој систем и во тој систем да не биде државната изборна комисија која и онака нема доволно капацитет, буџет и така натаму, нема ни искуство. Да не мора да биде државната изборна комисија таа што е ставена практично во улога на сметководител. Затоа што налогот го добива од политичките партии. И таа само го реализира. Само го реализира, нема никаков удел во тоа. И немате финансиски институции кои тоа го... Има една, значи тие преземат одговорност да подпишат дека на некој медиум треба да се исплатат пари. Наметната име. Наметната одговорноста, уште во самиот почеток тие укажаа на проблемот дека нема доволно... Не треба ДИК тоа да... Не треба, точно. Значи треба да сносат одговорност за нешто што не одлучуваат. Точно така. А одговорени се за тоа. И тоа им беше наметнато, законски. А дури имаше од ДИК, мислам дека имаше и такви информации кои што збореа, мислам дека еден председател на ДИК кажа дека има сериозни индиции дека има криминал во начинот на распределба на парите и тоа беше не од страна на ДИК. Не од Државната изборна комисија, од системот кој го постави, без оглед на тоа кој бил председател претходно и предходно и така натаму. Државната изборна комисија имала проблеми големи, ние сме ги укажале, сме имале остар критички тон во и извештај во тој поглед, меѓутоа морам да кажам дека наназад 5, 6, 7 можеби повеќе председатели на државна изборна комисија секогаш биле будни и се освен еден од нив со кого не се сретнавме ни еднаш. Не е битно сега кој е. Претходно беше во антидискриминаторскиот бизнис. Тие секогаш беа спремни да се слушаат и да се обидат да коригираат ако можат нешто. Буквално сите постави, речиси сите постави со клучот на еден председател, беа спремни да се слушаат и дури имавме ситуации во кои ни објаснуваа дека и пазете, тоа се луѓе исто така кои доаѓаа од редовите на ВМРО ДПМН кои биле во опозиција и така натаму. Меѓутоа биле многу коректни да се слушаат. Луѓето сфаќаат дека системот е поставен на нездрави основи. Тие знаат дека ние сме нивни сојузници и знаеа дека ние сме тука да помогнеме. Дека сме
И едноставно Државната изборна комисија е ставена во ситуација да биде сметководител, да нема контрола врз тие средства, законски се озаконува политичка корупција на медиумите, односно тоа што ти многу пластично го опиша, при тоа ниту медиумите навистина добиваат некакви средства кои се значајни за нивниот развој. Како џабе не дојде 6 милиони евра последните избори? Ако се поделат на многу медиуми, знаеме дека ќе... Ама ние видовме кој ги добива на 80% од парите на. Значи, концентрирано. Да, работата е во тоа што повторно медиумската слика не се подобрува. Па не може да се подобрува затоа што се умртвува работата на новинарите. Заради тоа што постои доминација на одредени актери во медиумите и во политичките партии и тие средства се слеваат на ограничен простор. Никој не прави анализа на кој е медиумскиот пазар. Паѓа под 15 милиони. Ако вие секоја година по 6 милиони пумпате пари со намена за политичка пропаганда, колку те е посто? На 30%? Да. Точно. Па не е тоа упад во финансирањето на медиумите. Тие средства не одат равномерно на сите страни. Тие средства одат во концентрација. И помалите играчи, да кажеме. Еве, ние наназад 2 изборни процеси кажавме не сакаме пар. Групацијата на медиуми во кои сум инволвиран едноставно се откажува. Цивил медија секако не сака. Затоа што како став мислиш дека не треба тоа да се направи и затоа за да останете и како пример доследни. И како пример и како доследност на нашите ставови, меѓутоа и заради тоа што тоа е за мал играч во медиумскиот или медиумско-политичкиот терен, тоа е повеќе оптоварување медиумско, административно и на крајот и политичко, заради тоа што играте знаете што никој нема да ви каже на крајот на краиштата ќе излезе листата кој колку пари земал од некоја партија. Да, имено. И тоа е едноставно една концентрација на пари која не е регулирана. Има само некој горен лимит колку може еден издавач да земе пари, нели 15.000 евра и така натаму. Ние зборите за онлайн медиумите. Да. За овие што не се онлайн, тогаш имате уште полесни начини на правење големи пари за време на избори, така што едноставно имаме ситуација во која огромни пари даваат граѓанките и граѓаните за да добијат само уште една алатка за жестока политичка пропаганда. Инструментализација на медиумите. Инструментализација, немате едукација, немате. Знаете, ако веќе мора да има државно финансирање, тоа се прави на друг начин. Има 2-3 примери такви низ светот, мислам дека и во Европа. Меѓутоа тоа е толку фино средено да можат луѓето да видат и некој ајро тоа за тоа што се во медиуми, а сепак да ја задржат својата медиумска независност и интегритет. Разбирате? Значи, тоа и да треба да постои, според нас не. Чабири, знаете кој е проблемот? Например, еден од тие пропагандисти кои што се залагаше во медиумите да има вако вид на јавни пари, вика па тоа го има Холандија. Па видите, да ми ја споредите Северна Македонија со Холандија по капацитет, демократски капацитет, за незлоупотреба на тие пари во намера да се контролираат медиумите, навистина тие паралели се неодржливи. Не е проблем вие да дадете пример таков. Нека биде и Холандија, нека биде и Шведска, не е битно. Да, во ред, така е, ајде да го препишеме тој закон. Како се регулира, па да видите како ќе застанат. Значи, фино е тоа да вие да кажете, тоа го има и вамо. Да. Ама овие ќе создадат систем Франкенштейн кој што... Не, ќе го зееме тој, ќе зееме таа идеја, меѓутоа ќе ја регулираме на начин што нам не одговара. Јасно. Нема проблем, ќе го задржиме тоа, меѓутоа да ја препишеме законската регулатива. Да, сакаме копенашки критериуми. Да. Тоа е начинот како ние ги разбираме копенашките критериуми. И уште една друга забелешка која што ја навистина не можам да разберам. ДИК нема
доволни технички средства, материјални и технички средства. Како вие барате од една институција да ви организира фер демократски избори, а не му давате пари колку што та има реално потреба за да може да ја исполни мисијата. Како Со години наназад Државна изборна комисија на нашата земја зависи од странски донации. Од милоста на странските донатори, ние зависиме каков изборен процес. Наистината е перверзија. Државната изборна комисија нема доволно капацитет ни човечки, ни финансиски. Зошто? Заради тоа што нашите изборни процеси се многу чести. Нам ни треба институција која ќе биде добро заштитена и законски и финансиски. Изборите се скапа играчка. И сега ако вие давате 6, 7, 8 милиони на евра на медиуми, а немате пари имате многу пари. Многу пари имате. А имате Државна изборна комисија која има проблем. Која кубури за пари. Кубури со вработување, која кубури со технички, експертски персонал и со средства да може да ги спроведе тие функции кои се доделени со закон, за кој одговара, а многу често, како во случајот со медиумите, друг е надлежен. Друг ги дава пари, а овој потпишува. Да. Така што јас мислам дека тоа е уште еден проблем. Дали може да речеме дека практично ја стала ДИК во таа позиција за да практично не може согласно законот да ги организира тие? Па не, и дава доволно да може да го преживее изборниот процес. Ама не, и затоа имаме конкурентни избори, а немаме фер избори. Да. Една друга забелешка која е многу битна е прашањето на транспарентноста, кое што нашите партии малку се имат проблем. Значи, ОП се бара партиите пред да почнат, пред денот на одржување на избори да објавуваат све од каде добиле донации, за да луѓето точно знаат кој ги поддржува овие партии, за да можат соодветно да донесат одлука. Јас мислам дека тоа е можеби најважното прашање тука и тоа е прашањето на парите. Нетранспарентноста се однесува на тоа, на парите. Каде одат парите, кој ги зима, кој ги троши, и како ги троши и кај кого останува кусурот, што се вели, кој не е мало, нели? Ако ги ја погледнеме поранешната законска регулатива, која после тоа беше сменета со изборните измени. Џабир, извини. Да. Зошто имаат проблем да кажат од кого добиват донации? Тоа сега ме го кажам. Значи, имаше порано законска регулатива според која откако ќе се затворат избирачките места, односно откако ќе се соопштат резултатите, сега тоа се 2-3 дена колку се по законски решенија, секоја политичка партија има 2 недели рок да го даде финалниот детален финансиски извештај на увид кој требаше да биде јавно објавен на сајтовите на Државна изборна комисија и така натаму. Според новите изборни измени пред не знам колку време, сега не ме држете за збор, сега секоја политичка партија има 4,5 месеци се заедно. 2 недели за ова, уште 3 недели за тоа, уште 1 месец за ова, 4,5 месеци се тотал временски период кога може буквално секој финансиски извештај на секоја политичка партија многу лесно да се направи онака да изгледа како стако панчево, што би рекол нашиот колега Горан. Значи, што сакам со ова да кажам. Само со овој детаљ доволно е да се каже дека ние имаме голем проблем со транспарентноста. Кога ги гледавме ние извештаите, тоа не беше работа меѓу останатото, некои од тие извештаи беа фотокопии кои беа на лош фотокопир правени, па скенирани и објавени наопаку. Да не можете да прочитате ништо од нив.
па нешто правевме, ги принтавме, па ги гледавме, па ги дешифриравме, па се јавувавме во политичките партии, нормално не добивавме одговор, да чекајте малку оваа ставка, колку ви е тоа, и така натаму. Имаме проблем со транспарентноста и на донациите, и имаме проблем со многу кеш. Ние имавме ситуација во која цел еден премиер во заминување излезе на сцена 2021 година, да, господин Заев, излезе на сцена и кажа дека има многу големи износи црни пари кои биле истурени, буквално истурени во изборите и во изборниот процес во 2021 година. Ние побаравме информации и одговори од сите, и од политички партии, и од институции. Никаде не добивме јасен одговор. Затоа што кога еден премиер ќе излезе, не е битно што тој после неколку часа давал оставка од функција во партија и така натаму, ба уште некое време за некое време и сосема и од владата си замина. Не можете вие да очекувате дека во државата има добри институции кои даваат одговор на тоа што има премиер во заминување. Не е доволно тоа еден обвинител кога ќе слуша од премиер таква изјава да го повика да рече дојдете да објасните кои се тие црни пари. Не се случило такво нешто, исто како што дури ни по пријави поднесени до обвинителство нема одговори со месеци, а некојаш нема воопшто, или одговорот кој ќе го добиете после 9 месеци, една моја ситуација, после 9 месеци добив одговор од јавен обвинител кој беше толку фантастична што моите колешки и колеги во странство кога споделувам информација со нив велат ова е ненормално, да не те познаваме, ќе мислиме дека ова е некоја deepfake фотографија направена со deepfake, затоа што со вештачка интелигенција, затоа што е толку неверојатно како функционира тој правосуден систем, што е веќе некоја друга тема, предпоставувам, што едноставно некогаш дури меѓународната заедница има проблем да разбере како до тоа дошло. Ете таму е транспарентноста. Ете таму е транспарентноста на оние пари што доаѓа преку банка, е нула, а да не зборуваме за тоа како може да биде транспарентноста кога имате кеш пари, куферчиња. Како практично човек не може да разбере обичен граѓанин. Како е можно 35 години ние да не можеме да воспоставиме систем, нормален систем, кој по автоматизам ќе се прочистува единствениот избирачки список? Како може некој да почини пак да биде на... Па едно време ги снема. Едно време господинот Новаковски во 2011 година направи едно многу сериозно чистење. После тоа, кога дојде СДСМ на власт во 2017 година, исто така имаше еден обид кој траеше неколку месеци, па имаше и вкрстување на податоци од 12 или 13 институции и така натаму, се доби некоја солидна, релативно добра слика за тоа како треба да изгледа избирачкиот список. Меѓутоа, на предходните избори повторно се појавија во голем број починати лица. Како доаѓа до тоа, јас не знам. Навистина мене ми е нејасно што сум во сферата на изборен мониторинг. Ја колку што ја знам законската рамка, кога некој човек е почине, многу се кратки роковите за да вие пријавувате дека некој е починат, одма се вади извод на умрените и кога вие во институцијата што ги води матичните книги, вие имате информацијата одма. Зошто е проблем да се проследи таа информација? Никој нема објаснување. И последното прашање околу изборното законодавство е приговорите. Зашто приговара? Тоа е можеби најголемиот проблем во самата завршница на изборните процеси.
заради тоа што приговорите се разбира имаат кратки рокови и така натаму да одговорат и да меѓутоа приговорите многу често се и алатка за попречување на работата во финалните фази на изборниот процес од Државна изборна комисија и така натаму. Така што и исто така правото на приговор, кој го има правото на приговор? Правото на приговор го има политичката партија, односно учесникот во изборниот процес и граѓанинот или граѓанката кој исто така е учесник во изборниот процес од оваа страна на гласачкото место. Имаме ситуација во која голем дел од наодите, да речеме, за тоа што се случувало на терен, ги имаме ние како организација. И сме ги доставувале Државна изборна комисија. Според закон, Државна изборна комисија може да го прифати тој материјал, меѓутоа го означува само како информација. Не е приговор. Не е приговор, не може да постапи по нив. Не може, по закон Зошто? не може. Затоа што ние не сме учесници во изборниот процес. Не сме партија, не гласаме затоа што сме невладина организација која не гласа, ниту се бори за гласови, нели секој од нас оди на гласање, меѓутоа ние сме граѓани во таа ситуација, гласачи. Така што они можат да го прифатат тоа. Многу често и сме добиле и комплименти од Државна изборна комисија, од шефовите, од чиновите и така натаму. Браво, Алдар, Дека сте педантни во прецизни сме, имаме одлична методологија која собира многу информации, која упатува на директни проблеми во текот на изборниот ден и после тоа. Меѓутоа, тука застанува, не може Државна изборна комисија ништо да направи со тоа. Исто така, кога граѓанките или граѓаните сакаат да пријават некоја нерегуларност, исто така се соочуваат со административните, бирократските и политички зидови. Не мора да значи дека тоа секогаш во ДИК. Тоа може да биде и во судови. Тоа може да биде во општинска овакво испостава на Државна изборна комисија, има околу 30 на мислам. Да, не, има и подрачни канцеларии. Мислам дека беа, не знам кој беше бројот на тие подрачни. Дел од нив не функционираат заради тоа што нема пари. Општинските изборни комисии се претрупени со работа на изборен ден. Немаат кога да го направат. Како да го проследат? Те упатуваат на централната институција, односно Државна изборна комисија во Скопје и така натаму. И тој начин на поднесување на приговори исто така е се уште е заостанат. Прочитав дека не може електронски да се да, треба на хартија да биде тоа, па ајде сега. И тоа е се види, тоа се му дава простор на оној против кого приговараш и време му дава да те осуети од тоа. Да ти се закон. Иако има, да. Нема доволна заштита на приватност, нема брзина, не е осовременет начинот на приговарање и тука имаме ситуација во која огромен број приговори завршуваат кај нас како организација. Ние ги формулираме, ги објавуваме на јавноста, како што знаеш и во текот на денот имаме пресконференции со сите детали и сето тоа. Ние го даваме на крајот на изборниот ден прелиминарниот извештај со сите извештаи на Државна изборна комисија. Ама ни една институција не покажува интерес за тоа. Џабир, благодарам многу на разговорот. Чест ми беше, Насер. Фала ти. Почитувани гледачи, следевте разговор со мојот колега Џабир Дерала, новинар, аналитичар, граѓански активист, познавач на изборните процеси. Се обидовме да објасниме кои се тие препораки што ги дава ОПСЕ за изборните процеси во изминатиот период во Македонија и да граѓаните видат зошто нашите партии не сакаат да постапуваат по тие забелешки и на некој начин да разбереме зошто ние имаме конкурентни, а немаме слободни избори. Благодарам на вниманието и се гледаме следната недела. Стиснете лайк, шерувајте и обавезно коментирајте за овие важни содржини да стигнат до повеќе граѓани во земјата.